Добар ден, пријатели! Добре дојдовте у 54-та епизода. Ова е The Better Nutrition Show. Јас сум Јосиф Дамјанов. Не успеав порано да снимам епизода. Целта ми беше да тоа биде минатата недела, но доста непредвидени работи излегоа, но сепак она што сакав да го зборувам минатата недела, ќе го зборувам и оваа недела, а тоа е старењето. Искрено, кога размислуваме на оваа тема, знаете, секогаш можеби за себе лично размислуваме дека одредени работи, појави кои што не сакаме да се случат, најверојатно па нема баш нас да ни се случат. И и тоа е супер да човек живее со таков оптимизам и јас живеам со таков оптимизам, но сепак мора да се направи нешто во врска со тоа да не само бидеме наивни да подлежиме на тоа дека судбината каква не е и како ни е пишано и така натаму, и да се врзуваме и да се паќаме за влакно и за исклучоци на луѓе кои што можеби не живееле ни активно, ни здраво, а сепак биле долговечни. Како и да е, она што никако нема да го избегнеме е старењето, и најпростиот начин да го објасниме старењето е преку, не знам, од типот кородирање на метал или расипување на мајонез, оксидирање на одреден тип овошје и слично. И практично тоа е процес на оксидација кој што е нормална и природна појава. И старењето е исто нешто што му се случува и на железото, кое што кородира и раѓосува. Тоа е оксидација. Исто да му им се случува на овошјата од типот, не знам, банана, сигурно сте виделе како покафенува, сте виделе сигурно јаболко кое што покафенува, и се е тоа процес на оксидација на кој што не можеме ние да влијаеме, но дефинитивно можеме да го забавиме и да придонесеме се помалку извори кои што го убрзуваат и влијаат на процесот на оксидацијата. Во принцип, тие слободни радикали и она што ја убрзува оксидацијата се произведени од ултравиолетово зрачење, од пушење, од неправилна исхрана, од нефизичка активност, од работи кои што практично константно ги зборуваме дека не треба да се прават, и секој од нас е свесен дека не треба да ги прави. Нормално е дека ќе има исклучоци и може од време на време да се прават, но континуитетот на неквалитетни навики создава и континуитетно убрзано оксидирање на телото. Што тоа значи? Дека проблемите кои што можеби ќе почнат да се јавуваат здравствени се поверојатни да се случат малку порано. Таа оксидација исто се случува и со кожата, и така оксидиран човек е збрчкан човек, и знаеме дека можеби е во повозрасни години и постар, но во секој случај има начини како да се влијае на тоа оксидирање и старење, а тоа се викаат антиоксиданси. И сигурно сте слушнале, многу е модерно денеска, има многу производи кои што продаваат ова бил јак антиоксиданс, ова прави го и така натаму, но се е џабе доколку ви имате додатоци антиоксиданси, но сепак несувате и предизвикувате и создавате премногу слободни радикали кои што практично ја прават оксидацијата. Најголемиот момент на филозофијата е дека нормално е дека ќе одминуваат годините и нормално е дека ќе старееме, но прашање е што ќе правиме ние и каква старост ќе доживееме. Нормално е дека ќе постигнеме и 30, и 40, и 50 години, дај Боже и 100 години, но прашање е каква ќе биде таа старост, дали некој ќе треба да се грижи за нас и да се трча да ни носат апчиња, пелени, инфузии и инвалидски помагала, или ќе треба да ние можеби помагаме и да уживаме среќно со семејството и да може да одгледаме внуци и така натаму. Тоа е она што јас на вистина за кое што многу размислувам и сум свесен и се обидувам секогаш да го наметнам на луѓето кои што ги интересира промена или можеби ме следат, а тоа е дека многу побитни се навиките, многу побитни се работите кои што на долг рок ќе ги прифатиме да ги правиме, отколку нешто кое што за краток рок значи диета, здраво се хранам, сакам да се средам, и работи кои што константно ги зборуваме. Така да околу старењето, да, тоа ќе се случи, но
прашање е каква ние старост ќе доживееме и искрено нема никој кој друг за вас тоа да го одлучи освен вие самите и вие самите да креирате некакви подобри навики и вие самите да донесете одлука да можеби живеете малку поактивно и да се храните малку поправилно. Така да дечки, врз основа на оваа тема за денеска толку имам да кажам. Морам и да побрзам затоа што имаме доста обврски. Се гледаме во 55-та епизода и до тогаш останете ми со правилни животни навики и убав ден и убава работна недела. Чао, чао!